Гзим Кадрију поднесе неотповиклива оставка од функцијата директор на јавното претпријатие Пазаришта, иако неговиот менаџерски договор е со важност до 27 ноември 2027 година. Кадрију е подпредседател на Алијансата на албанците. Во отвореното писмо, објавено на социјалните медиуми, меѓу останатото се вели: "Се чувствувам горд на мојата работа во овој период како директор што постапува достоинствено, професионално, одговорно, финансиска транспарентност, без злоупотреба и без случајна корупција. Достоинствено ја представував Алијансата за албанците како сериозна партија не само пред општинските институции, туку и пред сите граѓани на Куманово." Инаку Кадрију на последната редовна седница на Советот го презентираше тримесечниот финансиски извештај на ЈП Пазаришта, кој покажа загуба од 1.300.000 денари, која според директорот е резултат на зголемувањето на платите. Ако го имате анализирано, можеме да констатираме дека од ова прво тромесечие јавното претпријатие бележи загуба од 1.300.000 денари и ова загуба се појавува како резултат на зголемување на платите во таа институција. Менеджментот на претпријатието има максимално штедено, но и поради тоа е недоволно да се евитира загубата. Најпрви дозволете ми да му се заблагодарувам на советникот Благојче Јакимовиќ, кој предложи да и се помогне на јавните претпријатија. Жал ми е што мнозинството нема слух да слуша за сериозните проблеми и маките кои ги имаат јавните претпријатија, и овие проблеми не се стварани од директорите на јавните претпријатија, туку почитувајќи ги законите кои се во сила за зголемување на платите, и како резултат на зголемување на платите, сите претпријатија се соочуваат со истиот проблем. Сакам да ве подсетам дека во основа на Уставот на Република Северна Македонија, сите вработени кои работат имат право да земат плата. Но и во основа на Закон за јавни претпријатија, на јасен начин децидно се предвидени одговорностите и обврските кои ги има основачот за претпријатијата. Значи, во конкретниот случај со закон е спомнато дека основачот, советот на општината, менаџира со добивката и загубата на претпријатијата. Така што ова ќе биде за финансискиот извештај.